Во екот на неголемите воени действија на границата со Босна, Јан е лесно повреден, а во истата акција и неговиот син Филип. Будењето во болничкиот кревет е со молбен глас на Јан да добие одговор дали нешто знаат за неговиот син Филип. Медицинската сестра го утеши со зборовите: ранете во болница. Токму преку прочитани извадоци од романот Големата љубов на Дон Жуан и Малата Балканска војна, писателката Славица Дабеска-Чировска од блиску ги внесе присутните гости на синоќешната промоција во една емотивна приказна за крвавиот распад на Југославија и за создавањето на новите држави, низ многобројните љубовни доживувања на главниот јунак Јан. Романот од хрватски на македонски јазик го преведе Ненад Батковски, а објавувањето беше поддржано од Министерството за култура на Република Македонија во Националната програма за издаваштво за 2015 година. Ова книга е преведена на многу јазици и со голема желба на самиот автор успеавме преку Министерството за култура на Република Македонија да ја објавиме ова книга во издание на Бата Прес. Ова прекрасно друштво кое со години работи, славевме скоро 15 години од постоење на Македонско-хрватско друштво во Тетово, вечерва ја направи една прекрасна промоција на неговата книга која е објавена на македонски јазик. Тоа е Голема љубов и Јонова велика љубов, Големата љубов и Мали Балкански рат, каде што тој опишува распадот на Југославија и страхоти кои се случуваа за време на војна која се одвиваше во Хрватска. Овој проект, тоа е проект кој го има добиено ова здружение од Хрватска, од Средишен уред за Хрватите ван Република Македонија, вон Република Македонија, и со неговата поддршка, финансиска поддршка и една поддршка на сите луѓе кои учествува во овој проект. Тука ја се уклучи и нашата голема македонска писателка, романописец кој пишува многу убави романи, особено најзаниот роман Зелениот капут, кој дава еден преглед на старото Тетово и на сите овие мала кои се случуваат. Тоа е нашата ценета писателка, членка на Друштвото на писателите на Македонија, Славица Дабевска. Војната се разгоруваше. Семејството кое живееше некогаш сплотено, сега беше без дом. Сите на сите страни. Јан едва ја извлече својата мајка од разрушеното село покрај Дунав. Старица која не можеше да го замисли животот без семејното гнездо. Беше ставена во ситуација да остане само со гетовите стихови кои секоја средба му ги рецитираше на својот син Јан. Лудвиг Лујо Бауер е автор на голем број детски книги, раскази, романи, сценарија за филмови. Автор е на сценариото за епизодите од популарниот цртан филм Балтазар. Славист што како професор бил ангажиран во Загреб, Лондон и Вашингтон. Добитник е на голем број награди, меѓу кои највисоките признанија за објавен роман Фран Галовиќ, Меша Селимовиќ и Киклоп.